pogledaj nas ja Rabbi. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في كل وقت وحين وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Благодарноста, хамдот му припаѓа на Allah Азза ва Џел, Господарот на сите светови, Владарот на судниот ден. Салават и селам ќе испратиме до нашиот миленик и пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, врз неговото честно семејство, дружина, асхаби и сите оние кои што го следат, го следеле и ќе го следат се до кијаматскиот ден. Почитувани браќа, почитувани сестри, чест, задоволство, што вечерно сум тука во оваа џеннетска бавча, во оваа Аллахова куќа, во џамијата Еманет во Сесегана. Чест да сум во оваа џеннетска бавча, за која што Пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем рече: и кога ќе поминувате низ џеннетските бавчи,
Застанете му. Го праша, ја Расулаллах, а кои се тие дженнетски бахчи? На тоа пегамберот салаллаху алейхи ва саллем рече: местата каде што се спомнуваат Аллах субханаху ва таала, местото каде што се слави, местото каде што се величат Аллах азза ва џел, тоа се тие дженнетски бахчи. Благодарност посебно ќе искажам до ефендијата на оваа џамија, Амја Ефенди Нукчевски, мутевелијата, одборот, кои што сите беа себе ете вечерва, јас да сум меѓу вас. Воедно еден аманет, еден целам да испратам од муфтијата на Струга, Хаджи Ефенди Муртеши, кои што го поселамуваат џематот на аманет, па како должност обавеза ми е да ви го пренесам на сите џемат, селамот од Струшка муфтија. Навистина бидете сигурни, почитувани браќа и сестри, дека кога верниците, кога и да се соберат во некој од Аллаховите куќи, за да го спомнуваат Аллах субханаху ва таала, не ги прекриваат крилата на мелеките, ги опфаќа Аллаховата милост, се спуштат рахмет, мир, сакина, па Аллах субханаху ва таала ги спомнуваат тие луѓе кај оние кои што се наоѓаат кај него. Од овдека сакам да испратам радосни вести. Радосни вести за оние кои што се грижат за Аллаховите куќи, за оние кои што даваат и еве ден денеска со нивна помош обстојуваат ова Аллахова куќа. Да ги обрадувам со Аллаховите зборови во кои Аллах субханаху ва таала ги опишал како верници. Ги опишал како оние кои што веруваат во Аллах и во судниот ден, па во неговата возвишена книга рече: иннама јаъмуру масаџида Аллахи ман амена биллахи вал јаумил ахир ва акама ссалата ва ата заката ва лем јахша инда Аллах. Навистина за Аллаховите куќи, за Аллаховите џамии се грижат и градат оние кои што веруваат во Аллах и во судниот ден, и кои намаз извршуваат, и кои зека даваат, и кои само од Аллах стравуваат, па токму тие се оние кои што се упатили. Исто така, сакам да упатам честитки и до оние кои вечерва се организатори на Баречкиот ифтар. Се надевам дека тие се во групата за која што пегамбер салаллаху алейхи ва саллем рече: и кој ќе нахрани постач, ќе има наградата и на другиот постач, без наградата на другиот постач да се намали. Навистина, и првава и вторава група ќе ги поселамам и ќе му донесам уште една радосна вест. Радосна вест од хадисот на пегамбер салаллаху алейхи ва саллем, во кој Расул алейхи селам рече: и кој ќе отвори еден пат од добро, ќе има награда секој што ќе го следи и ништо не ќе им биде скратено од нивната награда. За оваа вечерашна наша џеннетска бахча сум одлучил да зборувам за 5 совети. 5 совети, 5 наредби кои што ги даде еден од Аллаховите пегамбери по име Јахја алейхи селам. Јахја алейхи селам е Аллахов пратеник кој што беше испратен ке Бену Исраил во текот на животот на неговиот татко Зекерија алейхи селам. Аллах субханаху ва таала го подигна, го одбра помеѓу другите деца на Јахја алейхи селам. Аллах субханаху ва таала го одникува со тоа што имаше мудрост. Па Аллах субханаху ва таала во неговата возвишена книга рече: ва атейнаху л-хукма сабија. И ние му дадохме мудрост уште како дете. Јахја алейхи селам не беше како останатите деца, да играт кога тие играат,
туку тој постојано го придружуваше својот татко. Беше учтив, беше доброчинител. Исто така Allah subhanahu wa ta'ala му подари на Јахја алейхи селам нежност, спокој и мир при раѓање, при умирање и при оживување. Живееше во исто време со Иса алейхи салату ва селам и бе деца на тети, бе први брачеви. Бе заеднички помагачи во Аллаховата вера кај народот на Бено Исраил, кој што е народ познат по тоа што бе сурови, со груб карактер, кон оние кои што ги советува. Имам Ахмед во неговиот муснет, имам Тирмизи во неговиот сунен забележале предание, дека пејгамбер салаллаху алейхи ва салам рече: возвишениот Аллах субханаху ва таала му нареди на Јахја алейхи селам 5 работи да ги спроведе и да им ги пренесе на Бено Исраил. Меѓутоа, малку закасна. Иса алейхи салату ва салам му рече: или ти нареди, или јас ќе наредам. Јахја алейхи салам рече: се плашам ако ме надминеш, дека ќе бидам казнет. И така Јахја алейхи салату ва салам го собра неговиот народ во Бејтул Макдис, во Ерусалим, и се додека се наполна џамијата, па им рече: возвишениот Аллах субханаху ва таала ми нареди 5 работи, самиот да ги применам, а и вас да го обавезам. Прво што ми нареди, првата наредба е да го обожавате Аллах субханаху ва таала и ништо да не му препишувате. Тоест, прва наредба, прва мисија на сите Аллахови пегамбери е да веруваат во еден единствен Аллах. Во зборот ла илаха иллаллах, кога Муса алейхи салату ва селам му рече на својот господар: ја Рабби, о господару, подучи ме со зборови со кои тебе би те славил, тебе би те фалил, тебе би те величал. На тоа Аллах азза ва џел набеви на Муса алейхи салам: о Муса, речи ла илаха иллаллах. На тоа Муса алейхи салам му се видел мал збор. Па му рече: ја Рабби, ова нешто сите луѓе го ведат, ова секој го споменува. На тоа Аллах субханаху ва таала му одговори и му рече: о Муса, кога зборот ла илаха иллаллах би се ставил на една страна и 7 катови небеса, и 7 катови земја, и се што е на нив, освен мене, на друга страна зборот ла илаха иллаллах што превагнеше. Сите пегамбери повикува кон овој збор. Па Аллах субханаху ва таала во неговата возвишена книга рече: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. И ние на секој народ секако испративме пегамбер со наредба: обожавајте го Аллах и избегнувајте ги шејтаните. Исто така Лукман ел-Хакими, мудриот Лукман, кој што Аллах субханаху ва таала го спомнал во неговата возвишена книга по тоа што беше мудар, прва наредба и прво нешто што го советуваше својот син, му рече: ја бунеј, ла тушрик биллах, о синко мој, немој да ме припишуваш дружење на Аллах, инна ширка ла зулмун азим, и навистина ширкот е голема неправда. Нашиот пегамбер салаллаху алейхи ва саллам на асхабите радијаллаху анхум ги праша и му рече: дали сакате да ве обавестам за најголемите од големите гревови? Дали сакате да ви кажам кои се најголемите од големите гревови? Па прво што спомна пегамбер алейхи салам беше ширкот, припишувањето здружени на Аллах. Па потоа не послушаш кон родители, а потоа والقول الزور والشهادة الزور والقول الزور والشهادة الزور. И лажен говор, и лажно сведочење,
и лажен говор, и лажно сведочење и толку многу. Пегамбар алейхи селам го повторуваше овој збор, што асхабите радијаллаху анхум рекол во себе тамо да престанеше пегамбарот алейхи селам. Јахја алейхи селам продолжува да го опишуваат ширкот и праќање на спорева. Како оној човек вели, ширкот е како оној кој што му препише науда. Сличи на оној човек кој што купил роб од своето чисто злато или сребро. И ќе му речи, ова е мојата куќа, ова е мојата работа. Работи и давај ми во мене плодот. А робот работел и плодот му го давал на друг господар. Кој од вас посакуват робот така да му постави? Сега замислете, почитувани браќа и почитувани сестри. Вие овдека вака земите работник од ослова, му правите книги, му давате стан, му давате плата. Накрај работникот што прави? Наместо работата да ја прави ке вас, работата ја прави ке други. Дали некој би сакал ваков работник? Никој не би сакал. Така и ширкот и така спори да прави Јахја алейхи салату вассалам за ширкот. Втора наредба на Јахја алейхи салату вассалам е наредбата во кој вели и возвешениот Аллах ви наредува намаз. После првата наредба, после најголемото нешто за еден муслиман, после првиот шарт за еден муслиман, секако втор шарт за еден муслиман е намазот. Аллах субханаху ва таала во многу места во неговата возвишена книга вели وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. И кланете намаз и давајте зекат. Ако сакате да дознаеме тогава е големината на еден намаз, тогава е опасноста на еден човек да промаши еден намаз, замислете сега од на таравија доаѓаме дома и ја гледаме дека изгорела нашата куќа, умрела нашата фамилија и се се нападува од пепел. Пегамбар алейхи салату вассалам рече, и оне кој ќе му помни и чиндија, како да ја изгубил својата фамилија и својот имам. И својот имам. Навистина, преку намазот, ние како верници се чистиме. Ние како верници се постигнуваме. Ние како верници достигнуваме повисок пиедестал. Пегамбар алейхи салату вассалам прајде на спорева, кажуваат и ни објаснуваат што значи за човекот намаз. Па на сабите радијаллаху анхум рече, што мислите, покрај вашите куќи да течи една река, и вие 5 пати ми се бањале во неа, дали ќе остане некаква нечистотија? Дали ќе има нечистотија на вас? Рекол не. Така е рече со 5 дневни намази, кои што ги бреша, помалите бре. Воедно, Јахја алейхи салату вассалам му кажуваат и не само да кланјат намаз, туку уште на многу битна работа. Што велит? И кога се клањате, немојте да се свртувате, бидејќи Аллах џелешануху го управува своето лице кон лицето на клањачот, се додека не се сврти. Тоест, Јахја алейхи салату вассалам го советува неговиот народ да клањат, да бидат што поскрушен во неговиот намаз, да бидат завртени кон кибла и цело време наум да му дека овој намаз, оваа молитва, оваа таравија која што ние ќе ја клањаме вечерва, ќе ја правиме со скрушеност, понизност, да знаеме дека Аллах субханаху ва таала не гледа. И затоа нашиот Господар субханаху ва таала во неговата возвишена книга во суратул Муъминун вели قد أفلح المؤمنون. И навистина се спасија верниците. И тука Аллах азза ва џел кажуваат кои верници се спасија. Кои верници успеа на дуња, а ќе успеат и на ахирет. Па прва особина на тие верници е токму што الذين هم في صلاتهم خاشعون. Оние кои што во своите намази се скрушени.
го клања со скрушено, со понизно, со знаење дека Allah Azza wa Jalla е оне кој што постојано ги наблюдува. Третата наредба, која што Јахја алейхи салам му е дала на неговиот народ, е наредбата за пост. Па вели ни наредувам да постите. Наредба која што ете и денеска е тука. Тука и толку се наоѓаме во тој месец на пост. Месец кој што дојде нас да не едуцират. Дојде на нас да не направи подобри луѓе, да не направи по-богобојазливи, повеќе да бидеме хумани, да го оставиме гркиот збор, да ги оставиме лошите зборови. А пегамбар алейхи салату ва салам рече: и кој нема да го напушти гркиот говор и постапувањето по него, па на Allah субханаху ва таала не му е потребно опуштењето на јадењето и пиењето. А Allah Azza wa Jalla во неговата возвишена книга ни рече: ја ејюхеллазина аману кутиба алейкум ас-сијам кема кутиба алел лазина мин qablikum лааллакум таттакун. Овие кои што верувате, нареден ви е пост. Онага што беше нареден и на поранешните генерации, на поранешните уммети, на поранешните народи се со една цел, вие да бидете што по-богобојазливи. И затоа пегамбар алейхи салату ва салам рече: мен сама рамаданен имана ва ихтисабен, и кој ќе го пусти месецот на Рамазан уверен и надевајќи се на Аллаховата награда, гуфира леху ма тaqaddama мин дамби, и ќе му бидат опростени минатите гревови. Па после го пишуваат Јахја алейхи салату ва салам дека нарекуваат на човек кој е содружина и со него имат туга на мис. Сите се воодушевени од неговиот мирис, а навистина мирисот од здивот од устата на постачот е подобар ке Allah од мирисот на мискот, а потврда за ова се и пегамбаровите алейхиму салам зборови. Постачот има навистина две радости. Прва радост за време на ифтарот, а втора радост за време кога ќе го сретни својот Господар субханаху ва таала. Здивот на постачот ке Allah е поубав и попријатен од мирисот на мискот. Четврта наредба, четврта обавеза која што му даде Јахја алейхи салату ва салам на неговиот народ е: ви наредувам да делите садака. Allah субханаху ва таала, оние кои што се доброчинители, ги опиша во неговата возвишена книга: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. И тие ноќе малку спија и во утринските часови бара прошка од својот Господар субханаху ва таала, а во нивните имоти, во имотите на овие луѓе имаше место, имаше дел. И за оние кои што бара, оние кои што ја пуштија нивната рака, и за оние кои што нема, но не ја пуштија нивната рака. Исто така Господар субханаху ва таала во неговата возвишена книга вели: лен теналул бирра хатта тунфику мимма тухиббун. И нема да постигнете доброчинство се додека не го поделите она што го сакате. И за се што ќе поделите, па Allah навистина известен за тоа. Од тие луѓе кои што ќе бидат под сенката на Аллаховиот арш, 7 групи на луѓе кои што ќе бидат под сенката на Аллаховиот арш. Под сенка ова друга, освен Аллаховата сенка, нема да имат. Е тој човек кој што дал со својата десна рака, а додека неговата лева рака не знае тоа што дал. Навистина Јахја алейхи салам ја опишуваат садаката и вели: таа е слична на човек кој го заробил непријателот. Му ги врзал рацете на вратот и наумно да го убие, а тој ќе им рече: јас ќе се откупам себе си со малку и со многу откупнина. И се откупил од нив со садака. Со еден збор Јахја алейхи салам му вели: делите садака.
трошите на Аллаховиот пат. Давајте подпомогнете со вашиот имот, па Аллах субханаху ва таала ќе ве заштити од злото кој што ќе ви дојде. А пегамбер алейхиссалату вассалам рече: лечете ги вашите болни, лечете ги оние кои што имат од вашата фамилија, од вашите блиски. Ето имамите во Алепо по име Абдулхади Бекр. Некоја вистинска случка која што тој персонално ја доживеа. Па бе, од како се ожени, Аллах субханаху ва таала мене ми даруваше син, ми подари син, ми даде дете, но мојата радост не траеше многу. Затоа што на моето чедо нешто го зафати тешка болест, која што го нападна неговото слабо тело. По мало време, по некој време, лекарите кренаја раце у него. Го држе во болница, само да го одржи во живот. Состојбата му се влошуваше од ден на ден, а нашата тага стануваше се поголема и поголема. Еден ден, еден од моите пријатели, еден од моите блиски ме упати: каква е маката на еден родител? Замислете, ојде на доктор, детето е болно, а доктор е вели ако продолжи вака температурата, утре няма да бивја че има меѓаници. Аллах се чува. Се вратиме дома, како што не советуваше докторот, да се одмориме и да се смириме. Но како да се смириме? Отидовме да спиеме, жена ми рече: зеде некои таблети за спиење, додека јас во текот на ноќта станав да клањам ноќен намаз. Клањам ноќен намаз, па се заставив покрај прозорецот, гледајќи во месечината и мислите ми беете моето чедо. Излегов низ улиците на Сирија, излегов низ улиците на Алепо. Па почнав да шетам, не знам што да правам. Во тој момент ми падна на ум хадисот на пегамбер салаллаху алейхи ва саллем: лекувајте ги вашите болни со милостина, со садака. Како и да е. Кому во толку доцни часови ќе му дадам садака. Ако му трпна на некоја куќа, ќе помисли дека сум луд. Во тој момент велит, здобневав една мачка. Мачка која што изгледаше од нејзиниот изглед дека е гладна. Во тој момент ми падна на памет хадисот на пегамбер салаллаху алейхи ва саллем: имаме ли и ние награда за животните? Имаме ли и ние награда доколку му даеме на животните? А тоа на тоа пегамбер салаллаху алейхи ва саллем рече: да, секој однос кон нив се смета за добро дело. Влегов во куќата, извадив парче месо и ја нахрани. Се вратив дома, додека ја затвора вратата, ја видов мојата сопруга како седи и ме чека. Таму ми рече да седнам и да ми го кажи сонот која што таа го видела. Па видов. Кога излезе, заспав малку и сонував еден чуден сон. Сонував дека шетам со мојот син и дека како наеднаш во небото да се појави една црна птица која што сакаше да ми го зграбчи моето чедо. Таа почна да причи кон нас, почна да ни го напуѓа и сакаше да одведи нашиот син. Го држев детето до себе, го бранев, но во тој момент од ненадеж се појави една мачка која што ја нападна птицата и зададе силни удари. Кога и да налетуваше птицата, кога и да доаѓаше, мачката ја победуваше, па накрај се повлече. Само малку се настанав и реков на мојата сопруга, вели Абдулхад: добро си видела, Аллах да даде хај. Само што се раздели, вели, отидовме во болницата и што да видиме, нашето дете више немаше температура. Нашето дете веќе беше излекување. По 2-3 дена немаше никаков проблем. И пета наредба, која што му ја нареди Јахја алейхиссалам, е тоа: ви наредувам
многу често да го спомнувате на Аллах. Аллах субхану ва та'ала го даде овој ибадет на верниците да биде лесен и да биде еден од полесните патишта за човекот да влезе во џеннет. Аллах ни наредува во неговата возвишена книга често да го спомнуваме на Аллах и велите: "Я ејюхеллазина амену зкуруллаха зикран кесира." Овие кои што верувате, спомнувајте го на Аллах со чесно спомнување. Исто така, Пегамбер салаллаху алейхи ва саллем ни кажува ки правите на споредба, па вели примерот на онај кој што го спомнуваат на Аллах субханаху ва та'ала со примерот на онај кој што не го спомнува на Аллах субханаху ва та'ала е како примерот на мртвиот и живиот. Па Аллах субханаху ва та'ала во неговата возвишена книга вели: "Аллазина амену ва татмаинну кулубухум бизикриллах." И навистина оние кои веруваат го споменуваат на Аллах, а со споменувањето на Аллах ги смируваат своите срца. Навистина со споменувањето на Аллах се смируваат срцата. Еден од нашите големи предци, еден од нашите големи табеини, Сабит ал-Бунани рекол: "Јас навистина знам кога Аллах субханаху ва та'ала нам не спомнува. Ја навистина знам кога Аллах нам ќе не спомни. Во моментот кога јас го спомнувам на Аллах, и тој мене не спомнува." Тако доказ на ова се Аллаховите зборови од Аллах вели: "Фадкуруни азкуркум." И спомнете ме мене, па ја да спомнам. Спомнете го на Аллах, ако сакате Аллах субханаху ва та'ала да ве спомни. Па Аллах субханаху ва та'ала на оние кои што многу спомнуваат на Аллах, на оние кои што многу го спомнуваат на Аллах, на оние мажи и жени кои што го спомнуваат, Аллах субханаху ва та'ала имат подготвено прошка и награда голема навистина. Навистина зикрот, вели Јахја алейхиссалам, е слично на човек кој го барда непријател и го следи се додека човекот влезе во некоја тврдина и со тоа се заштитува себе си од непријателот. Па зарем не беше зикрот? Оно што го спаси на Јунус алейхиссалам, кога беше во три темни, во темницата на ноќта, во темницата на дното на океанот и во темницата на утробата на китот, и во тој момент го спомна на Аллах субханаху ва та'ала, велечи: "Ла илаха илла анта субханаке inni kuntu min adh-dhalimin." Нема друг Бог освен тебе, о Аллах, и ја бев од оние кои што себе си направија неправда. Пегамбер алейхиссалам рече: "Навистина нема човек кој што ќе го замоли на Аллах субханаху ва та'ала со оваа доба, со овие зборови на Јунус алейхиссалату вассалам, а при тоа Аллах џеле шануху да не го извади од таа проблем, од таа мака, од таа секирација во кој тој се наоѓа." Почитувани браќа и сестри, ја го молам Аллах субханаху ва та'ала прво да ни ги прифати нашите молитви, нашите дови, нашите постои. Ја го молам Аллах субханаху ва та'ала, она што сме собрани тука, да не собери во џеннетул фирдеус ал-а'ла. Чините халал, малце издолжив, но сега ни од две-три фијали на џум шипе, сега некои два-три зборови кои имаме и џемат од албански блок, па така да ќе ве замолам за мало трпение. И такой на Аллаху субханаху ва та'ала. А тој навдарој да прети фале, да мдив къркой. А да тъсиме на Аллаху да сме на рукта дрей скасе куше хум. Дърсата да цили еле 20 на хумге, скасе кушта да зой първеш Аллаху субханаху ва та'ала. Салаватът, саламът и парциелим и чоим те Мухаммеди салаллаху алейхи ва саллям, те фамилија ти, бишоката ти, да им те джита тачем дјеки, ендочам, детот дјеки, дери дита се кикини. Ме довъртет нјак не сија маде, ме довъртет нја джашуме маде, аш па муча да jem
Mesiju këtu, që të jem në xhaminë Susegana të hoxha i nderuar Avmia Efendi Nuçis. Një herë falenderoj imamin për ata që më mësoj që sot të jem mes jush, që të them një 2-3 fjalë, që të shpjegoj një 2-3 fjalë nga libri Allahu Subhanahu wa Taala, nga libri, nga apoteka e Allahut Azza wa Jall dhe nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot kemi shpjeguar me të vërtet edhe një do të gjithë ato që flasin shqipe, që përshëndes në përshëndetjen Islam e selam aleikum. Dhe shkurtimisht një 2-3 fjalë për atë që kemi folur. Na fillim kemi shpjegu për Jahjan alayhi salatu wassalam, se kush ka qenë Jahja alayhi salam, që ka jetuar në të njëjtën kohë me Isain alayhi salatu wassalam. Dhe që Allahu Azza wa Jall Jahja alayhi salam e ka udhëruar me 5 urdhra. 5 urdhra të cilat neve i shpjeguam detajisht në gjuhën maqedone. E para nga këto 5 gjëra ishte që të adhurojmë Allahun Azza wa Jall dhe të mos i përshkruajmë shok. Gjëja e dytë, të cilën neve përmendëm, ishte falja e namazit, dhe të cilën neve duhet që të jemi shumë të përqendruar në namaz, sepse kështu Allahu i përshkruan ata njerëz të cilën do të shpëtojnë në këtë botë, do të shpëtojnë në botën tjetër. Gjëja e tretë, kemi folur edhe për agjerimin. Se çka është agjerimi, vlera e agjerimit. Edhe pse sot nuk kemi mundësi që të shpjegojmë në detaje të shumta se çka është agjerimi. Për agjerimin nëse flasim duhet ditë të tëra. Gjëja e katërt, vlera e sadakas. Cila është vlera e sadakas? Që sadakaja në mbron nga të këqija. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë edhe shëroni të smurit tuaj me sadaka. Dhe kemi përmend atë shembullin e Abdul Hadi Bete, një imam i cili po jeton në Siri, në Alepo, i cili është imam atje, edhe një ndodhen nga jetë e tij private, se si ma sadakan që ja ka dhënë një mace, e ka shpëtuar djalin e tij. Dhe gjëja e pestë që neve shpjegojmë në gjuhën maqedone ishte përmendja e Allahut, të cilën Allahu Subhanahu wa Taala na urdhëron në Kur'anin famëlar, ja ayyuhalladhina amanu zkurullaha dhikran katira. O ju të cilët keni besuar, përmendni Allahun me shumë përmendje. Me të vërtet, këto ishin 5 tema, të cilat janë 5 derse të veçanta. Po neve në pika të shkurtra jeni munduar që të shpjegojmë. E lutim Allahun Azza wa Jall që të jep bereqet në këtë vend, që të jep kjo xhami të jetë bahçe prej bahçeve të xhennetit. Dhe me të vërtet, në këtë ambient që po e shohim sot këtu, më duket vërtet si bahçe nga bahçet e xhennetit, sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë edhe kur ta kaloni nëpërmjet bahçet e xhennetit që ndronin ato. Kur e kanë pyet pejgamberin alayhis salam, si janë ato bahçet e xhennetit? Si ka thënë ai dërguari i Allahut, ato vende të cilat përmendet Allahu fuqiplot janë kopshte, janë bahçe prej bahçeve të xhennetit. Elus Allahun Azza wa Jall të na i pranoj ibadetet tona, agjerimet tona, namazet tona, duat tona. Na i tani jetin kohë. Elusin Allahun Azza wa Jall, ashtu siç na ka bashkuar këtu, të na bashkojë në xhennetul Firdausil A'la, në shoqërimin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në shoqërimin e shahidëve, në shoqërimin e vlijave. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. Hamd, neizmjerna blagodarnost u pripranošenju od Allah Azza wa Jalla. Salavat i salam našeg pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, selam njegova porodica, njegovite ashabi i selam na sitnje sledbenici do jomul kijamet. Počituvani deca, počituvani sestri muslimanki, počituvani braća muslimani,
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večera je čest i zadovoljstvo. Alhamdulillah, što nije volka broj, sme ovdje i pak će ponovom emanet i večera mnogo mal da li sobere citi. Neka Allah da nagraje za vaše prisustvo i neka Allah vi daje cite u bajni na vas i vašite familiji. Amin. Ja Rabbel Alamin. Počituvani braća, predse, dobro dođe na naši od gostin Musafir od Makedonija, magister Medin Surovski. Hvala za vaša posjeta i što se odzovte na naša poklona. Neka Allah da čuvate inša Allah. Večeru ovdje imamo jedan mal dečko, međutim je najgore dečko nije mal, alhamdulillah, hafizot, samo što predekvije napol na 9 godini, Enis Bašić. Dobro nam došao u našem džematu emanet. Molimo Allaha da te čuva tebe i tvoje roditelje. Ti si čuvar Allahove knjige, da inša Allah čuva tebe i tvoju porodicu. I u Šternoška dobro je na naši od Kurra Hafiz Aziz Efendi Alili. Ja mu kažem kako gostim međutim sekoš mu vikam da se osjećava kako domaćin po ovoj mjezđi i večera reče, nije tamo imamo iftar, pa reče, gdje smo sada? Pa rekao, rušili smo tamo zid i imamo drugu prostoriju. Pa sada kad dođete drugi put, inša Allah, možda će ovaj dio biti u drugo rugo, što se kaže. Počituvani braća, zadovoljstvo da je goremo iz zamene večera, koji znaj da li ja će doživjam ili kako džemat može biti vo istorija da predstave me jedan mlad hafiz vo ovije podneblja ili vo ovije mjesta. Wallahi billahi, i danas kad se mislite kako ne opušta ovaj moment, da Allah inša Allah mi daje nosite razbir i da inša Allah sila i da go čuvate ovaj mlad dečko. 8 godina djete nije ušte za deca da im davame igrici za telefon, PlayStation, vatov, točak, takov, one site se dobri ravati. Ama čuvar na Allahovata knjiga, ovaj hafiz, inša Allah da očuvate Allah za džene, je golemo zadovoljstvo. I pred se hvala na njegovite roditelji, što večerba ni go pušte ovdje, ne izdaje skoro nigdje, hifz završe, pojedini do Ljubljana, Slovenija i vodomašnji nabijet tukaj, međutim, prv pa što dođe kaj nas i to je za mi to cenimo, alhamdulillah. Če ni provučit nešto od Kuran, ja samo će mi ponovam pak, kako se nagovoreš me nije, reče vakav. Če provučit Kuran, posle ako sakam neko od džematov, da mu postave kuranski ajet, da se takmičili i to je da go, inša Allah, završiti. Ovo je golemo nešto. Ovo je nešto za pohvalba. Ovo je nešto se klava, znači što, ovo je nešto za se klava vo takva igra. Da ne igra na kocka, nego igra vo takvo nešto. Pa ja mu rekao, ćete prašati za jedno suri par tovika, to je puno vatro. Pa inša Allah, сега će mi proći oko Kurana. Bez da bi oziram vreme, će o zadružene programov, da bi osloboda, će klanjame osnovne kjati travije. Oslovete se, klanjame site sarati vitra zajedno, posle toga će napuštene site zajedno. Pa zato malo oslovete se, da im daje čest i počet na gostitu. Inša Allah, će mi proći Kuran, posle toga hafizot pak će mi proći Kuran, posle toga učeme ezan, klanjame fars, posle farza klanjame osnovne kjati taravija, posle između taravije se rati vitar
уште едно ашере, дали едниот хафиз и другите или двајцата помалку, едно кратко ашере, кланяме салат и витр и со тоа завршиме сите иншаллах таала. Па затоа имајте сабур, иншаллах да Аллах ве награди. Две-три информации во врска со еманет. Утре најче имаме уште еден магистер гостин кој ќе ни доаѓа од Македонија, магистер Фехмие Биби, бујно во овој џемат. Нареден викенд, зборно ми со хафизот, има да ни пошаѓе еден други хафиз овде, хафизе морате, и професор Емин Алија ќе видат во сабота, и други гости, така да не земајте, што викаме ние, не земајте за опаска друга, ќе одат и бажато на ифтар, бажато ќе видим на ифтар, после, не после тие работи оставите за после бајрам. Бујно бајрамане, овде таа дженнетска башта што виеше елхамдулилlah ефендија. Една работа. Друга работа, сега ми стигна и пуштев и на Фейсбук, од Идлиб, ние џемаат Еманет пуштаме доста помош и тамо за јетини. И има потреба уште, па и вечерва имаме оставено таа солидарен фонд, солидарен буџет, кои сакат да помогне, пуштаме за тамо и за некој ден пуштаме исто и за Газа, имаме скоро средено. Добив малка информација да ви кажам истина, валлахи биллахи, нема дрва да запалат огоња. Ни кажува сдруженијето што сработиме, ќе снапнеме дрва и после тоа, значи тоа ќе почнеме да куваме по улица, иако е забрането. Тоа е за Газа, а за Идлиб и за други места, колежи кај што учат деца за хафизи, тоа е, значи што имаме и инвестираме, вие инвестирате со вашите 5-10 евра, иншаллах, да Аллах, и ми го збориме рискот. Да не ви одземам друго време, нека Аллах ве награди иншаллах сите, нека Аллах даде рахмет и велике, пошто хафизов малиот ќе ни проучи Кур'ан и после додека учите другиот хафиз измеѓу езанот, ќе појдат горе затоа што сакаат и некои од жените да го почастаат нешто, па ќе го пуштиме тамо да појдат и ќе учеме езанот. Бујрум Енис Башич, хафиз, најмлад во Европа. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم
تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Very good. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من ما شاء الله. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Bismillahirrahmanirrahim. Poštovani Abdi Efendija, Bedin Efendija, poštovani Hafize, draga braćo, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nekoliko puta sam govorio da trebamo biti ponosni i naravno snosimo taj veliki dio odgovornosti i emaneta što pripadamo ummetu Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i što slijedimo Kur'an. Ovo je živi Kur'an, ovo je muđiza. Dakle, dijete od 8 godina, pogotovo nemuslimanima, teško je objasniti. To nije samo da je on naučio Kur'an na pamet, nego zaista svako od vas može postaviti bilo koje pitanje od svih tih 114 sura. Vi znate da je Hafiz i ove godine na međunarodnom 30. takmičenju u Zagrebu u kategoriji 15 žuzeva isto tako osvojio je prvo mjesto. To je sudjara. Da se je govorio dosta i Bedin Efendija. Dakle, uvijek imajte na umu da, pošto je glavna karakteristika u mjesecu Ramazanu jeste i post i Kur'an, da je počela objava Kur'ana i zanimljivo je da samo kod ovog propisa posta Allah dželešanu upotrebljava riječ yattaqun, da biste bili mutekije. I isto tako odmah na početku druge sure kada kaže da je ovaj Kur'an je uputa za mutekije. Mi to prevodimo za one koji su bogobojazni, ali to nije pravi prijevod, jeste jedan dio. Jer u arapskom jeziku se kaže hauf ili hušu, hašije, strah. Mi jeste kod mu'mina, kod vjernika postoji ta doza, dakle, da ćemo biti odgovorni za eventualne propuste ili grijehe koje smo počinili i ta vrsta, dakle, strahu poštovanja prema Allahu dželešanu. Ali la'allahum yattaqun, ova riječ mutekije, kada su pitali Abdullah ibn Abbasa, da Hazreti Omer je upitao, vidite, ashabi su tražili tumačenje nekih određenih riječi iz Kur'ana. Pa on im je rekao, Abdullah ibn Abbas, najveći tumač mufesir, kaže da mutekije je ona osoba, kaže, jesi li ikad putovao gdje je bio trnovit put, Hazreti Omer, kaže da. Pa šta si radio ako vidiš da je put nesiguran? Pa kaže, sve pazim da gdje ću staviti nogu, da ne pocijepam odjeću i tako dalje. Dakle, na taj način, na slikovit način nam je objasnio šta je mutekija. Mutekija, dakle, onaj vjernik koji otkad ustane, on pazi kako će se ponašati prema sebi, prema porodici, prijateljima, u džematu, društvu, u radnom odnosu i tako dalje. Dakle, da ne uvrijedi nekoga. On pazi, dakle, gleda u budućnost. Jaka znači stati. Mutekija je dakle onaj koji stoji i gleda u budućnost. Ako je pogriješio, on čini teubu, on čini pokajanje. Zato se upotrebljava ovdje, propisan vam je post da biste se grijeha klonili. Tako se prevodi. Da biste se sačuvali grijeha, da biste bili mutekije. Dakle, Ramazan je, imajte uvijek na umu, mi se radujemo Ramazanu i ovo je ljepota Ramazana, ali je velika odgovornost u mjesecu Ramazana. Zašto? Zato što Muhammed a.s. kaže da je propao onaj ili ona osoba koji je doživio mjesec Ramazan, a nije doživio rahmet, Allahov rahmet, Allahovu milost. Pa on nabraja još one dvojicu da je kod koga su stariji roditelji, pa je nije doživio rahmet Allahov i kod koga se donese, spominje moje ime, Muhammed a.s. kaže, pa on ne donosi salavat. Molim Allaha dželešanuhu da u mjesecu Ramazana
svako od nas mora preispitati sebe. Ako mi ne izlazimo bolji nego što smo bili na početku Ramazana, znači da dovodimo u pitanje naše sve ibadete u mjesecu Ramazanu. I ovo što je govore, dakle, mjesec davanja, sadaka, Muhammed alejhi selam je najviše davao u mjesecu Ramazanu. Sadaka znači potvrditi da sve ono što smo zaradili, da je to opet pomoću Allaha dželešanu, da je njegov dar, da je Allahov dar, da je ono što on nam dao je, dakle mi smo se trudili i zato uvijek koliko god smo u mogućnosti dijelimo sadakatul fitr, zekat. Na taj način ćemo i pojačati naše ibadete. Hvala vam još jednom, drago mi je što ste poslušali ste se zadnji put kada smo govorili da ako Boga, kada budem došao sljedeći put, hoću da vidim ovaj mjesec još veći i drago mi, molim Allah dželešanu da vam ukabuli, ako Boga, sav taj trud koji ste dali, što u radu, što u novcu, u materijalnom smislu, u moralnom smislu, da vas Allah dželešanu nagradi i da sačuva, ako Boga, naše porodice, jer ako budemo sačuvali naše porodice, možemo se svjetla obraza vratiti Allahu dželešanu, gospodaru svjetova, ako Boga na sudnjem danu. A jeste cilj ove džamije, jeste da nas odgaja kao što treba da nas odgaja svaki drugi ibadet. Pa evo i ovo učenje Kur'ana, ja sam vam spomenuo nekoliko puta našem mladom Hafizu, evo on zaista osim znači u Sarajevu i Ljubljani, evo kod vas imate čast da je on došao kod vas i on na neki način dijeli ili širi taj nur kuranski. Nikad ne znate koje dijete će proraditi. Ja sam prije 7 dana bio u Ankari, klanjao teravih namaz u njihovoj nacionalnoj državi i njihovi ima 30 godina. Kaže, selam alejkum Hafize, ja vidim mlad imam, kaže, vi ste u Samsunu, kaže, učili Kul in kana lir-Rahmani te i te ajete na jednoj večeri Kur'ana, ja sam imao, kaže, tada 12 godina, kod mene je to proradilo, kada su vas predstavili Hafiza iz Balkana, kaže, ja sam se odlučio, počeo sam hifz, završio medresu, fakultet, evo me, kaže, u ovoj džami ovdje i Allah dželešanu nas je sastavio nakon nekih 18-19 godina. Dakle, i ovo je cilj da ako Bog da našu djecu preko mladog Hafiza motivira, ne samo djecu, i odrasle. Ja sam o vama govorio da imamo i najstarijeg Hafiza u Zagrebu, on je završio sve krugove, sad ga pripremamo za komisiju, znači 65 godina, počeo u 55. u 65. je, ako Bog da, evo, postao Hafiz i pripremamo ga za komisiju. Dakle, nikad nije kasno. Kur'an ima tu svoju ljepotu, samo je do nas da učinimo onaj prvi korak, ako Bog da, i Allah dželešanu, ako Bog da će nam otvoriti vrata svoje milosti i svoga rahmeta i magfireta. Molim Allah dželešanu, ako Bog da budemo bolji, da izađemo bolji od ovog mjeseca Ramazana. Zanimljivo je bilo da kada je počeo Hafiz Enis, svi ste stali naše hanume i sestre, a dok sam ja učio, jedan pao je bio veliki više puta kod nas ne mora biti slušao. Kad je počeo on, svi su stali, ja? Dobro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو
أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. الفاتحة. İnşallah zamanınca çabuk çekeceğiz. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. صدق الله العظيم. ما شاء الله. صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد